Фудбалските третолигаши од групата Исток одиграат на брилјантна сезона која беше зачината со атрактивни потези и голови и со кои конуто се врати и публиката на трибините. Условите на терените, соблекувалните и трибинскиот дел се значително подобрени, што доведе до тоа да дури 4 екипи, Беласица, Осогово, Каменица, Саса и Плачковица, да се пласираат во повисок, односно во второлигашкиот ранг. И кога сите очекува дека фудбалот на Истокот повторно достоинствено ќе се врати на фудбалските карти на Македонија, молк и голема разочарувачка неизвестност во пресрет на новата календарска сезона. Екипите на Малеш од Берово, Брегалница Голак од Делчево, Кит Го Пекчево, Кежовица од Ново село, Овче Поле Свети Николе, Слог 1934 од Виница и Рудар 1947 Провишти се скоро сигурни за настап во првенството, иако и некои од нив се уште се содруваат со финансиски проблеми. Тимот на Зрнуци се откажа од учеството, а на тој пат полека но сигурно ќе нисува и симпатичната екипа на работникот Лозово. Во година кога во Скопје се играше Суперкупот на Европа и кога многумина веруваат дека со тоа финансиски бенефит има и касата на Фудбалската федерација на Македонија, за очекување беше на некои од овие екипи да им се помогне, барем околу ослободувањето од котизацијата, која изнесува високи 89.000 денари. Така додека светот гледаше врвен фудбал од центарот на Скопје, на истокот на Македонија, наместо на терен, младите фудбалери ќе останат заковани пред телевизиските екрани. Штета голема ќе биде во и така оскудната фудбалска програма да се намалува бројот на фудбалските екипи, а со тоа да се избрише огромниот талент и потенцијал на плејада млади фудбалери. Се уште има време за надеж на овие екипи и можеби некој од Фудбалската федерација на Македонија ќе смогне сили и ќе излезе со некој заклучок или соопштение како да се овозможи фудбал во Македонија, а да не се одерат клубовите до гола кожа. Инаку се уште не е утврден распоредот на првенството, ниту е утврден датум за почеток на истото, иако неофицијално тоа требаше да започне на 3 септември.